почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитан Африм Гаши, председател на Алтернатива. Чест ми е денеска официјално да соопштам дека со господинот Африм Гаши, односно со партијата Алтернатива, постигнавме договор за обезбедување стабилно парламентарно мнозинство. Стабилно парламентарно мнозинство и стабилна влада значи дека новата проширена коалиција ја превзема одговорноста за сигурна иднина и на државата и на граѓаните на Северна Македонија. Новото мнозинство е одговор на барањето и потребите на граѓаните за стабилност. Граѓаните бараа стабилност, еве, испорачуваме стабилност. Новото мнозинство е одговор на потребите на државата и на предизвиците кои се исправени пред нас како општество. Вредноста на овој договор, создаден заради интересот на граѓаните, е што е постигнат низ консултации и со искрен пристап кон предизвиците кои заеднички ги споделуваме. Се здруживме околу заедничката определба дека во овие моменти најважно е функционирањето на институциите со полн капацитет и превземањето јасно утврдена одговорност пред граѓаните. Тоа е исклучително важно во време на сериозни предизвици дома и на глобален план. Постигнатиот договор е гаранција дека имаме мнозинство кое ќе работи на решенија за сериозните актуелни предизвици, како што се обезбедувањето континуитет и успешен епилог на процесот на почеток на преговорите за членство во Европската Унија, односно изнаоѓање решение со Република Бугарија, понатаму справување со COVID-19 пандемијата и се разбира глобалната енергетска криза. Во коалиционите партнери од новото стабилно парламентарно мнозинство, сите ние заедно, едногласни сме дека на Северна Македонија и е потребна влада која испорачува резултати во интерес на граѓаните, посебно во време кога е неопходен јасен евроатлантски курс на дејствување. Само во такви околности можеме да чекориме напред, да продолжиме достоинствени да бараме решенија со Бугарија и да очекуваме почеток на преговорите со Европската Унија. Порака до Европската Унија и посебно до пријателска Бугарија. Во Северна Македонија има зголемено и стабилно парламентарно мнозинство. Подготвени сме на европски начин, со диалог и меѓусебно почитување и разбирање, да го надминеме проблемот и да го сочуваме и надградиме нашето пријателство помеѓу двете држави и двата народи. Ние сме братски народи. Порака до целиот наш народ. Почетокот на преговорите ни треба веднаш, затоа што ги имаме исполнето сите услови. Европеизација веднаш, европеизација постојано. Тоа е наша заложба на која ќе работиме со полн капацитет. Имаме мнозинство за стабилна влада и за сериозни решенија кои ќе ги држат здравствениот и енергетскиот систем стабилни. Во време на глобална пандемиска криза и неизвестност и во време на европска енергетска криза на Северна Македонија најпотребни и се токму стабилна влада, а не повторно избори. Се водевме од императивот за стабилно парламентарно мнозинство и за да се стави крај на обструкциите во собранието. Ефикасноста на собранието е во интерес на граѓаните и нивните потреби. Да ги совладаме блокадите низ диалог во парламентот и да ја дадеме сила на владата во спроведувањето на програмските политики околу кои постигнавме согласност и кои се во интерес на граѓаните. Наша заедничка констатација, која зајакнува новата коалиција, е дека на Северна Македонија и на граѓаните не и се потребни предвремени или воредни парламентарни избори. Воредни избори единствено би ја втурнале земјата во нова политичка, економска и општествена неизвестност, но и ризик одново да се закочат европските интеграции. Доста беа кризи и неизвестности. На нашата татковина и треба мирен и стабилен период. Затоа постигнавме договор со Алтернатива за влада и парламентарно мнозинство до крајот на актуелниот мандат, односно до 2024 година, со амбиции и да продолжи. Нема стабилност со вонредни избори. Затоа вонредни избори нема да има
за да има стабилност. Дел од овој значаен политички договор е дека алтернатива ќе преземе одговорности преку нивно учество во менеджирање на неколку министерства и институции. Алтернатива е презема одговорноста со своји кадри и од своите редови ќе назначи министер за здравство, министер за информатичко општество и администрација и министер без ресор задолжен за диаспората. Владата ќе воведе неколку министри без ресор со цел подобро да се справува со сите домашни и глобални предизвици. Од страна на алтернатива ќе бидат назначени 3 заменици министри, од кои еден во Министерството за образование и наука, еден во Министерството за култура. За третиот ресор останува дополнително да прецизираме, иако разговаравме за заменик министер за земјоделство. Алтернатива ќе преземе одговорност во менеджирањето на управувачките и раководните органи во повеќе институции на централно и на подрачно ниво. Меѓу нив од поважните ги извојуваме МЕПСО, Фонд за пензиско и здравствено осигурување, Железници транспорт, Клинички центар Тетово, Агенција за странски инвестиции и други. Председателот на алтернатива, Гаши, ќе ги представи договорените принципи и начела со кои ќе се надгради, односно дополни владината програма. Тие се однесуваат најмену на европските интеграции, на економскиот добробит за народот, на равномерниот регионален развој, правната држава и на брзата и квалитетна испорака на услуги кон граѓаните од страна на институциите. На крајот, дозволете ми да ја изразам мојата благодарност за постигнатата согласност алтернатива да биде дел од парламентарното мнозинство и од владата и особено за покажаната подготвеност во решавање на предизвиците да учествуваат со квалитетен придонес и со јасно утврдена одговорност во интерес на граѓаните и земјата. Благодарам. Përshëndetje për gjithë përfaqësuesit e medjave, të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, i nderuar kryeministër i vendit zoti Zoran Ranzaev. Ju falemnderit që jeni sot këtu për të dëgjuar një lajm të mirë, të cilën gjithë ne kemi pritur, përfundimisht pas një situate të rënduar politike në vend, mund të konstatojmë se vendi po del nga kriza politike. Prej sot, faktikisht prej mbrëm, ne mund të themi se shumica parlamentare është rritur dhe është stabilizuar. 64 deputet do jenë pjesë e shumicës parlamentare dhe unë mendoj që kjo shumicë parlamentare do punoj shumë seriozisht për dalë edhe nga kriza shëndetësore, edhe nga kriza energjetike, edhe nga... И от енергетската, и от економската криза во која сите ние се онаоѓаме ја чувствуваме меѓу нас. Со најголема искреност можам да ви кажам дека алтернатива помина низ многу тежок период. Се беше исправена пред предизвиците дали да продолжи таму каде што е или да придонесе во насока на еден процес кој содржи историски димензии, особено кога се работи за отворањето на преговорите за пристапување во Европската Унија. Не беше за нас лесно да одлучиме, односно да донесеме ваква одлука, но тргнавме од тоа, наведувајќи ги критериумите, анализирајќи ги нив според важноста и врз основа на што донесовме одлука. За нас примарно беше да бидеме во функција на интересот и регионалната стабилност, потоа во интерес на државната стабилност и на крајот во интерес на албанците и сите граѓани во нашата држава. Врз основа на овие 3 критериуми, сите аргументи, односно поголемиот дел од аргументите беа во насока на тоа алтернатива да се определи за патот кој од денес се обзнанува. Ние денес придонесуваме и ја поддржуваме. Го поддржуваме зајакнувањето на државата, излезот на државата од политичката криза, од економската криза, а зошто да не и основањето на околностите со пандемијата. Би сакал да кажам дека во текот на преговорите, како што знаете, воглавно сме се засновали на 2 столба. Првиот дел се однесувал на програмскиот дел, а вториот дел се однесувал на преземањето на одговорностите
од страна на алтернатива во извршната власт. Дозволете ми пред вас да ви прочитам 9 точки кои ќе бидат дел од новата владина програма, за кои сум исклучително горд и среќен, бидејќи за прв пат една албанска политичка партија станува дел од парламентарно мнозинство со запишани принципи и начела, утврдени на многу транспарентен начин за целата јавност, и ова ќе представува меч на Демоклеј за нас како партија, но и за владата, со цел да се остварат овие точки дел од програмата кои се во интерес на сите граѓани. Несомнено, нашиот главен предизвик беше историскиот момент да добиеме датум за отварањето на преговорите, односно за пристапување во ЕУ. Ова е првата точка и заради тоа ќе ја прочитам. Прва, дозволете ми да ги прочитам и следните. Прва точка. Основните начала за заснување на програмата на владата на Република Северна Македонија под 1. Владата на Република Северна Македонија ќе ги мобилизира сите свои државни капацитети и обштествени капацитети со цел отворање на преговорите со Европската унија, успешно завршување на сите поглавја и успешно зачленување во Европската унија во што по-краток можен рок. Втора точка. Владата ќе достави службено барање во Европската комисија, со што ќе побараме екипа на независни експерти кои ќе извршат меѓународни истражувања во сомнителните процеси за политичко влијание, како што се Монструм, Мал Алмир и така натаму. Трета точка. Владата ќе донесе нов закон за рамномерен рурален регионален развој и ќе работи на устранување на сите пречки со цел да возможи развој на Линковскиот регион, со цел истиот да стане рамноправен со сите други региони од државата во аспект на сите развојни компоненти. Четврта точка, владата ќе развие и ќе спроведе политики за промоција на правата и интересите на сите поединци и заедници во државата, а особено ќе ги поддржи таквите активности за семејството како една од главните клетки во општествениот живот. Пета точка. Владата ќе ги анализира законите и генералните политики кои се однесуваат на борбата против криминалот и корупцијата и истите ќе ги коригира во насока на што поефикасно нивно спроведување. Шеста точка. Владата ќе го дефинира одново законот за извршување, при тоа заснувајќи ги се на потребите на граѓаните со цел истиот да биде во интерес на граѓаните, а потоа во интерес на институциите. Седма точка. Владата ќе го иницира процесот на изградба на национална стратегија за развој и зголемување на квалитетот на образованието, со што ќе се настојува да учествуваат сите учесници во образовниот процес, како и политичките партии, организациите од цивилните организации, и во меѓувреме владата ќе ги повика службено меѓународните институции за оценување на високообразовни установи во земјата. Владата ќе остане на ставот за економска заштита на популацијата и нема да придонесе за зголемување на цената на електричната енергија од повеќе од 20%, субвенционирајќи ги граѓаните и компаниите и преземајќи други дополнителни потребни економски мерки. И девета точка, последна точка, владата ќе работи во насока на зголемување на квалитетот, ефикасноста и забрзување на приближување на услугите кон граѓаните и спроведување на проектите на сите нивоа, преку зголемување на нивото на одговорност, со што носителите на јавните функции и државните службеници ќе имат пред граѓаните. Ова се 9 точки за кои сум исклучително горд и среќен што ќе станеме дел од новата владина програма. Овде се опфатени прашања кои последните 2 децении се остануваат нерешени, меѓу кои се и монтираните процеси. Овде е опфатено и зголемување на образовниот квалитет, нешто за што сум многу горд. Доколку ние успееме да изградиме национална
образовна стратегија со што ќе се придонесе за подобрување на квалитетот во образованието. Сметам дека оваа генерација на политичари ќе сме го направиле најголемиот успех, ќе го сме го постигнале најдобриот успех. Дополнително после оваа конференција ќе ви бидат доделени споделени овие точки како медиуми да ги употребите во вашето работење. Вториот дел се однесува на преговорите односно преземање одговорност, како што нагласи и премиерот. Ние како алтернатива ќе ги искористиме сите наши сопствени кадровски капацитети и човечки ресурси да превземеме одговорност во ресорите и најпроблематични институции во земјата. Здравството представува многу голем предизвик за нас. Ќе направиме се што имаме во наша можност да најдеме најдобри кадровски решенија, да работиме и со цел што побрзо да се подобри здравствената ситуација во земјата, не само во делот на пандемијата, туку и сите други делови и сегменти од здравството со кои за здравството се соочува во последните години. Исто толку важен ресор, а во кој кризата се продлабочува и енергетската сфера. Тука се наведува МЕПСО како еден од клучните и најважните институции во оваа димензија. Ќе имаме наши најдобри кадри за раководење со овие институции и ќе направиме се што е во наша можност да изнајдеме решение и излез од оваа криза. Доколку денес се става крај на политичката криза, ќе дадеме наш максимум да излеземе и од енергетската криза, толку повеќе што доколку во текот на декември или јануари добиеме датум за почеток на преговорите, верувајте дека јас ќе бидам многу среќен. Цела алтернатива ќе бидеме премногу среќни, бидејќи ова е во интерес на сите граѓани. Крајно време е, нагласувам уште еднаш, крајно време е политичарите, без разлика на етничката припадност и нивните политички провиненци да работат во служба и интерес на граѓаните. Ние сме и постоиме за нив и без разлика дали сме парламент или влада. Ние треба да направиме се, да направиме секој граѓанин да живее што подобро во оваа земја. Благодарам многу. На регулаторот кем две питја për të двајцата лидери. Првото за премиерот Заев. Ево да можам на македонски да го поставам прашањето. Значи Мефаил Исмаилов дал са телевизија. Спомнавте во вашиот говор дека една меѓу работите за кои што викате дека има успех денешниот факт е и тоа дека ќе може да се постигне побрзо решение со Бугарија. И викате дека Бугарија бара стабилно мнозинство и во Македонија, така? Или спорот со Бугарија. Меѓутоа, точно се знае што бара Бугарија. Бугарија бара тие измени или тие промени што ги бара. Колку ќе биде спремна ова власт да постигне компромис со Бугарија за да се дојде до тоа да добиеме датум за преговори и како второ подпрашање или во јавноста се зборуваше за името на господинот Беким Сали како министер за здравство, дали е прифатливо тоа, па после ќе одам и за господинот Гаши да не одговлекувам. Благодарам на прашањето. Значи, нашите очекувања дека е можно решение во брзо време да најдеме со Бугарија се темелат на неколку основи. Прво е на основата на постигнатото помеѓу работните групи од двете земји. Паралелно додека трае изборите кај нас кампањите, а и во Бугарија се работеше на овие теми. Тие 5 точки и приближувањето околу нив. Второ, надежта ни се темели на тоа што изборите и тука и во Бугарија се завршени. И ако тамо председателот Радев има мандат од 5 години обезбеден, еве нова влада е на повидок и уште еднаш им посакувам среќа на нашите пријатели, први соседи и братски народ Бугарија да имат просперитет и прогрес, благосостојба која е добро кај соседот, добро и кај нас. Во такви околности, еве тие се подготвени. Кај нас остануваше прашањето кој ќе биде влада. Дали мнозинството ќе биде стабилно, дали ќе се одржи оваа влада која што ги тера преговорите или се. Затоа денеска испраќаме пораката дека мнозинството не само што е стабилно, туку е зголемено.
кој што гарантира до 2024 дека ќе остане, затоа што и самите бројки на пратеници позади владата е навистина и гаранција за стабилност, но генерално и политиките. Тоа е значајно за партнерот во преговорите, тоа е Бугарија, дека овде имате влада стабилна, која што преговара и која што во иднина и ќе влезе рамноправно еднакво како и Бугарија, така и Северна Македонија во имплементацијата на роудмапот или патоказот, кој што значи унапредување на соработката помеѓу институциите, градење на инфраструктурата и така натаму и така натаму. Затоа е многу важно денеска ова соопштување дека овде е стабилно и оваа стабилност е гарантирана за граѓаните пред се дома, но гарантирана и за Бугарија, која што секако е вториот партнер покрај нас во преговорачкиот процес. Јас сум благодарен што и во време на формирање на влада во Бугарија се разгледува ова прашање и навистина не очекуваме во брзо решение да се реши. Опциите ни се 14 декември е General Affair Council или Советот за општи работи, но имаме јасна порака дека тој може веднаш да се свика и помеѓу католички Божик и Нова година, тоа се 28, 29 и 30 декември и почетокот на јануари. Во 2022 година председава со Европската унија Франција, а председателот Макрон оди на избори, така да сакаме час поскоро ова да се надмине. Овие се отприлика полугите на нашето очекување. И на крајот е надежда дека им служиме на граѓаните и должност е на политичарите да обезбедиме на идните генерации, на младите, на децата, убава и унапредена соработка помеѓу двата народи и двете земји. Компромисот е добар за двете страни, односно изнаоѓа решение на неколку работи. Ги знаете од прилика и точките, јас не би сакал денеска да навлегувам во деталите, заради тоа што тие се на маса на двете страни, но кратко и долго име, немешање во внатрешните работи, унапредување со ефикасност на работата на комисијата, хейт спич или говорот на омраза, мораме да внимаваме на тоа, пријателство не се гради низ омраза, се гради низ чување на соседот и пријателот во ова насока и така натаму. Тоа се разговорите. Другиот дел е делот на преговорачката рамка и првата меѓувладена конференција. Тоа е работа на Бугарија со земјите членки на Европската унија, која што нормално зависи од ова билатерално ние што го разговараме. Ако успееме во овој период да го тоа направиме, Бугарија ги има нашите одговори на сите овие 5 точки. Јас верувам дека на првата можност, која што во тој распон од месец дена, дефинитивно ќе ја добиеме толку долго очекуваната усвојување на преговарачка рамка и прва меѓувладина конференција. Уште еднаш напоменувам, ние сме земја од европскиот континент, аспирант за членство во Европската унија, кој што најмногу чекала за својот следен чекор од добивање кандидатски статус до почеток на преговорите. Тоа се 16,5 години, еве, ако не фати јануари, ќе направиме 17 години. За министерот за здравство, секако председателот Африм Гаши сподели нивни размислувања, знам дека требат органи и тела да одлучуваат кај нив за оваа работа. Едно од решенијата е доктор Беким Сали. За ова решение, за мене е секако прифатливо, секако доколку и органите на алтернатива го изберат, а и ние ќе разговараме после тоа со коалиционите партнери, не само за имињата досегашните, затоа што ова ќе стане заедништво на сите, туку и за сите други споделување на одговорностите, кои што како фаза би требало да почне да се реализира веќе од следната недела во следните неколку недели. Президент Гаши. За господинот Гаши и за вас ќе имам две кратки прашања. Не повеќе од 2 месеца кога се одржува локалните избори, вашите обвинувања беа директни. Треба безусловно и по секоја цена да падне криминалната и коруптираната власт на Зоран Заев и Али Ахмети, односно Дуј. Дали се уште мислите дека актуелната власт е криминална во која вие влегувате? И второто прашање за монтираните процеси во претходната власт, кога станавте дел од власта, ги ветивте овие решенија дека ќе се решат и не остваривте. Не испорачавте. Што мислите дека е сменето до денес и ќе се расветлат, односно обелоденат овие монтирани политички случаи? Како прво, во политичкиот говор, односно вокабулар и политичкиот дискурс во комуницирањето со јавноста, ниту јас како председател на алтернатива, ниту пак на високите партиски експоненти никогаш не беа во можност да најдат службен допис или соопштение кога
сме користели, сме употребили тешки зборови за владата. Јас не мислам дека владата во која влегуваме е совршена. Инаку не би имало потреба ние да бидеме тука. Ниту пак мислам дека со нашето влегување во власта се ќе стане совршено и чудо. Но во овој период кога се докажа дека една политичка констелација нема, вие се соочува како политичка партија меѓу две опции, или да одите на избори да ги продлабочите кризите и да ги изгубите шансите за интегрирање на земјата, да се продлабочи енергетската криза, да се продлабочи и состојбата со пандемијата, или пак да се одлучите да помогнете вашата држава и граѓани да не одат на избори, да продолжите со оваа власт, да и помогнете на власта и да станете дел од власта, бидејќи многу е лесно да критикувате. Критикувањето е најлесното што може да се направи. Најтешкото нешто е да ги засукате ракавите и да се нафатите за работа за решавање на проблемот, што се однесува до монтираните процеси. За прв пат се случува владата на Република Македонија ќе достави службено барање до Европската комисија. Тие да пратат група експерти да спроведат меѓународно истражување на случаите. Ова е нов момент и ова за нас представува надеж дека може да дојде до обедолување на тие случаи. За жал, во рокот последните 30 години многу случаи биле политизирани, и постоеле сомнежи во однос на судските одлуки и имало сомнежи за политичко влијање. Нашата цел е во правда да нема незадоволство меѓу постоечките заедници, бидејќи некој судија тргнал од неговите предпоставки или предрасуди за етничката припадност на едната странка или другата. Затоа сметаме дека тоа што ќе не смири сите нас е правда, и тоа правда која ќе биде резултат на меѓународна група на експерти. Тоа што можеме да го направиме како влада на Република Северна Македонија, подпишана од премиерот, да го доставиме ова барање до Европската комисија и да го спроведеме таа постапка. Тоа е тоа што можеме да го направиме во рамките на ова. Значи 64 или 65 пратеници се, дали може да прецизирате? А за господинот Гаши, кои се кадровските решенија кои ги понудите за министрите, поточно за министер за здравство, за министер за информатичко општество, дали и заменичките министри, значи поточно дали имате веќе имиња кои ќе седне во тоа столче, и што на локално ниво, на локалните избори преговаравте со ВМРО и се дадовте поддршка, дали сега ќе има промени и во локалната власт по ова коалицирање на централно ниво? Благодарам. Благодарам на прашањата. Прво, навистина парламентарно мнозинство поголемо дури од пред изборите. Благодарам на прашањето. Навистина парламентарно мнозинство поголемо дури од пред изборите е гаранција за стабилност. Секако тоа зависи од успешните политики. Но јас сум убеден дека со најмалку 64 пратеници ја имаме најсилната гаранција за стабилно парламентарно мнозинство, а верувам дека тоа може и да расте. Така одговарам и на третото прашање. Во моментот сме 64 потврдени, верувам дека може потенцијалот да достигне 66. Но секако за тоа ќе се одлучат пратениците. Еве, ова четворка на пратеници во политичка партија Алтернатива веќе е етаблирана во нашата политичка констелација, донесе одлука да партиципира, презема одговорности, да зајакне владина програма и да влезе во преземањето на тие одговорности во овие би рекол важни и предизвикувачки моменти за нашата земја, од секој можен аспект, и од аспект на Европската Унија, од аспект на двете кризи, пандемијата и енергетската криза, но и од аспект на напредувањето на квалитетот на животот на граѓаните. Така да, избори 2024 година, секако со обави резултати, со економски напредок, со владани поглавја од Европската Унија или по ново кластери и слично, тоа е нашето очекување. Имајќи во предвид дека очекуваме исчекор не подоцна од 15 јануари или првото полугодие на јануари, од каде што ќе влезе во предизборна активност Франција,
а таа е председавач со Европската Унија, ние очекуваме меѓу 14 декември и 15 јануари да имаме исчекор со Бугарија, односно да ги почнеме преговорите со Европската Унија. Од тој аспект, еден од главните приоритети е токму тој за владата која што јас ја предводам. Моето останување во овој дополнителен период е заради обезбедување на парламентарно мнозинство и еве мислам дека денеска ова работа ја завршувам. На 12 декември мојата политичка партија СДСМ ќе има веќе нов председател и моите ставови се, а на крајот органите и телата на партијата ќе си донесат одлука дека најголемата политичка партија во владеачкото мнозинство треба да го има својот председател за председател на владата, заради стабилност, заради кохерентност, кохезија на носењето на одлуките и ставовите. Така да моите денови се броени во неколку недели во останување. Со тоа се очекува да има нова влада, која што ќе предложи нови министри и секако ќе направи нов кадровски распоред. Но, откако ќе биде известно ова со Бугарија. А ова се недели во прашање. Втора значајна работа е тоа што уште од следната недела, па во следните неколку недели, алтернатива ќе почне да ги презема одговорностите во институциите. Ќе го зајакне парламентарното мнозинство, ќе се гласа за усвојување на кризите во парламентот, енергетската, бегалската криза и епидемиската криза или пандемијата. Буџетот е пред собранието и многу други важни закони, кои што значат стабилност за целиот наш народ, а паралелно со тоа ќе навлезат со преземањето на одговорностите во институциите, а министрите кои што ќе бидат избрани кај нивните органи и тела, кои што ќе влезат да ја преземат одговорноста како министри и заменици министри, ќе го чекат моментот на предлогот на новиот мандатор и новата влада пред собранието, каде што нормално во тој период ние заедно со коалиционите досегашни партнери, а и со новиот коалиционен партнер ќе ги поставиме полугите, кадровските решенија на владата. Ова прашање од тогаш натаму не зависи од мене. Тоа прашање ќе зависи од новиот мандатор, од органите и телата на мојата политичка партија, коалиционите партнери и слично. Не можем да кажем кои се очекувањата, затоа што и се уште не е избран новиот председател од 12. Веројатно, после 12 тој ќе се постави соодветно за да ги каже неговите очекувања. Не случајно тој беше заедно со мене на преговорите, еден од фаворитите за председател на СДСМ, во кој што јас лично верувам дека ќе биде избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз во надпреварот помеѓу три кандидати, тројца мои другари од СДСМ, но причините ги имам сериозно образложено во органите и телата на СДСМ. Така да очекувањата се од следната недела преземање на одговорностите и на парламентарно и на административно или на ниво на извршна или централна власт, а владата некаде околу крајот на годината ќе биде предложена, односно мојата оставка ќе биде депонирана, каде што почнува постапката за предлагање на новата влада во парламентот. Тоа се 20 дена од сега натаму. Тоа зависи од новиот мандатор, од новиот премиер. Така да јас немам ниту размислувано, ниту треба да размислувам кога сум со јавно објавени оставки. Благодарам на прашањата. Ќе се обидам да ви одговорам како што е точната и коректна ситуација. Што се однесува до кадровските решенија, вчера заседаваше Централното собрание кај нас како најголем, највисок орган помеѓу два конгреса и во тој орган се носи одлуката дали стануваме дел од влада или не. Додека за кадровските решенија кај нас по статут е задолжено Централното председателство. Веднаш во наредните денови ние ќе направиме консултации внатре партиски и во моментов кога ќе имаме решенија, ќе го свикаме Централното председателство и тука ќе треба да се донесат одлуките за тоа кој ќе не представува во извршната власт. Што се однесува до локалните избори и коалициите кои беа пред локалните избори, нашиот став како партија е дека ние треба да останеме до крај верни на тие коалиции со кои сме настапувале на локалните избори.
и во однос на Алијанса за албанците, но и таму каде што сме поддржале кандидати независни и така натаму. Нашите гласачи гласале за тие кандидати, ние унилатерално нема да ги прекинеме овие коалиции, се додека од другата страна, ако има раскинување или се искаже недоверба или ќе прекине соработката унилатерално од нив, да не сакаат алтернатива да биде дел од таквите коалиции, да ги поддржат советите, тогаш ние ќе бидеме принудени да функционираме поинаку. Но до тогаш, што се однесува до алтернатива, ние ќе останеме верни на тие принципи. Благодарам. До премиерот две прашања. Сумна и телевизија 24. Премиере, после модуларната болница, случајот, се сеќаваме на оној настан со пензионерите, бевте многу цврсто убедени. Не ве слушаме, извинете. Маската, ако може. Маската, само тргнете, ќе се слуша. После оној настан со пензионерите, предпоставувам се сеќавате кога ни дојдовте на новинарите и ни тврдевте, велевте, не го давам Венко Филипче затоа што е многу добар. Што ве предомисли сега да отстапите од тој цврст став? Ми е првото прашање. И второто, се направи промена на името на државата со еден од оние изговори дека е еден од начините за влез во европското семејство. Не се случи тоа, меѓутоа се случи промена на името. Дали сега оваа спогодба со алтернатива би требало граѓаните да ја перцепират како услов за влез во европското семејство? Значи, патот на политиките од овие последни 4 години, а тоа е постигање на договор со Бугарија, постигање на договор со Грција, референдум, уставните промени и промена на уставното име, законот за употребата на езиците, се моја гордост како прв меѓу еднаквите во владата која се донесени овие решенија. Целиот наш народ, ама апсолутно целиот наш народ знае дека тоа е патот. Без тоа не можеме да еднакво гледаме на граѓаните дома, без тоа не можеме да ги успееме двете наши стратешки цели, а тоа е полноправно членство во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија со цел членство во Европската Унија. И тој пат продолжува. Секако оваа коалиција со алтернатива може да го заакне кредибилитетот на упорноста на извршната власт и парламентарното мнозинство, а со тоа и на целиот наш народ, да час поскоро ги оствариме нашите стратешки приоритети. Прашањето директно беше за Европската Унија. Да, ова е сериозна гаранција на стабилност, сигурност на парламентарното мнозинство и зголемено парламентарно мнозинство, за да ја испрати јасната порака конечно да се реши овој предизвик и да продолжиме понатаму низ кластерите, низ поглавијата, низ преговорите, низ фондовите од Европската Унија и слично. Така да овде имаме јасно зацртени континуитети на политики за кои што сме се залагале. И од тоа име сум благодарен што алтернатива размислува комплетно европски. И еден од главните тригери и постулати и во нивната внатрешна дебата и на разговорите со претседателот Гаши беше како полесно ќе стигнеме за толку долго очекуваниот почеток на преговори. Денеска тоа е сигурно патот кон кој што полесно ќе стигнеме. Ако нема парламентарно мнозинство, тоа обстојува, е дискутабилно дури и кога има, дали е стабилно или не, партнерот од другата страна, ни па Европската Унија нешто посебно не се загнуват, односно фокусираат да помогнат во овој пат. Ова е гаранција за сите. Во првото прашање на оваа дебата која што имавме после едно одбележување од Сојузот на пензионерите, со вас новинарите, едниот беше со камерите, едно беше после затварањето на камерите, поминуваме значајни минути и саатови заедно ние политичарите и новинарите во текот на неделите и деновите. Јас исклучително мислам дека Северна Македонија немала подобар министер од Венко Филипче во здравство. И што е причината зошто сега и правиме промените? Граѓаните, иднината, татковината, надежта. Ако немав договор со алтернатива, може би ќе имавме некое кревко мнозинство, но тоа ќе значише предавање на власта во раците на Мицковски,
кој што С од севера не кажува, кој што не дава ниту не мала надеж за можност за решение со Бугарија, кој што не знае да одговори на прашањата што ако албанец биде кандидат за председател, за премиер или слично, избегнува, тоа не е гаранција за мојата земја. Гаранција за мојата земја ако обезбедам стабилност, осигурана со парламентарно мнозинство, стабилно и ако може да биде зголемена, за да ги чува по луѓите на патот по кој што се движи државата. Да, тоа не е лесно. Не било лесно на ниту една земја која што станувала членка на НАТО и членка на Европската унија. Не е лесно и за нас. Но низ диалог, низ меѓусебно разбирање со нашите соседи, со меѓусебно чување на достоинството со нашите соседи, се изнаоѓаат решенија на достоинствен начин, кои што нас не потврдуваат за тоа што ни е важно на најголемата етничка заедница македонците, нашиот македонски јазик и македонски идентитет, а секако да се изнајдат решенијата кои што представуваат проблематична дискусија во Бугарија, како што е дали Северна Македонија има територијални аспирации према Бугарија или е исто како Република Северна Македонија и се однесува точно на територијата на државата. Република Северна Македонија нема никакви територијални аспирации или другите прашања за кои што пред малку зборував. Заради граѓаните, заради државата, јас сум подготвен на се. Како што ја преземав мојата одговорност, така сум подготвен да преземам храбри чекори. Храброста има цена, секогаш, но таа секогаш е неколкукратна помала од интересите на целиот наш народ и на нашата татковина. Повелете. Имам исто две прашања до вас, премиера. Споменавте неколку од министерските места и неколку од директорските, но дали го потврдувате целосниот список од 47 функции кои што излегува веќе во јавноста? Прашањето ми е дали е тој целосниот список и зошто е толку долг, еве за разлика од БЕСА, вие имавте соработка со нив, да речеме дека имаат исто слично гласачко тело, по четворица пратеници на почетокот, нели, кога имаше БЕСА, но добија само еден министер и двајца заменици. И второто прашање ми е за ревизијата на судските предмети. Нели сметате дека тоа е мешање на извршната власт во судската, нели сите сакаме да има правда во судските случаи, но еве веќе реагираат некои од експертите кои велат дека не може, како може да има меѓународни истраги за веќе пресудени предмети. Добро, еве ќе кажем вака, барањето е јасно од алтернатива, тоа е владата да испрати писмено барање во документ до Европската комисија преку Европската делегација да испрати експерти кои што ќе направат мониторинг на случаевите. Затоа што, за жал, довербата од поодамна е разнишена во правосудниот систем, таа расте и се надоградува, но е разнишена. Тоа не значи дека некој ќе може да ги поништи судските процеси или нешто спротивно на нашите закони да направи. Но меѓународните експерти ќе навлезат во случајот и ќе дадат свој коментар, секако доколку тоа го прифатат. Тоа се однесува на овие барања кои што ги има од алтернатива, но секако и за неколку други случаи. Новинарот Никола Младенов или слично, каде што се уште нема предмети или слични работи. Меѓународните експерти гледате како кога ги понудија Германија за страшната трагедија во Тетово, тие доаѓаат, прават свој извештај и го доставуваат до нашите институции. Тие не може да носат пресуди, не може да судат или слично, и тие ќе го достават до нашите институции доколку го прифатат, а ние ќе направиме се да прифати Европска комисија, Европска делегација, да испратат меѓународни експерти и да ги дадат своите анализи и коментари пред институциите на нашиот систем. Списокот од функции кој што е објавен, не знам јас кој е објавен, но можам да потврдам дека алтернатива добива доста повеќе значајни одговорности во извршната власт. Зошто? Прво заради тоа што ние сме веќе установено друштво на коалициони партнери и каниме некој да ни се приклучи. Не е исто кога одиме заедно на избори, тогаш по принципот број на пратеници, односно својни гласови, и слично ги распределуваме одговорностите во извршната власт. Кога каните некој, треба да имате разбирање дека тој некој има сосема легитимни дилеми дали да влезе и да го крепи тоа парламентарно мнозинство, па дури и да го зголеми, или не. Затоа што се позиционирал еве во година и 2-3 месеци после парламентарните избори како опозиција. И кога некој го каните, тогаш нудите соодветно на неговите очекувања и овде разговарате за да тоа го избалансирате. Во разговорите водев грижа
секако за алтернатива, како што и алтернатива водеше грижа за постојните партнери. Еден дел од институциите ги кажавме, тоа се сериозни, силни државни институции, тие носат одговорност, да, и чест, но и одговорност. Еден дел се подрачни оделенија, друг дел се управни одбори и надзорни одбори. И да, точно е дека тие се повеќе од тоа што БЕСА имаше како коалиционен партнер. Тие се причините зашто се споделени повеќе одговорности кај алтернатива. Условот генерално на алтернатива беа овие програмските определби. Затоа двете од трите средби јавни беа на програмските определби. Многу се важни суштините. На крајот, не знам како изгледа во очите на новинарите во јавноста, но кога разговарате овде, гледате од гајлето. Знаете како Зоран Заев во извршната власт може на СДСМ да и донесе плюс доверба кај граѓаните и гласачите, ако добро одработи, или може многу да и одземе, ако не одработи добро. Така да во разговорите се гледат и вистинските личности и кандидати за кои што сме разговарале. И тоа кога разговарате генерално, затоа што немате потврда од органи и тела на партиите. Господинот Гаши допрва треба да оди да потврди. Јас треба и со коалиционите партнери и со нашите, начелно. Да разговаравме со раководството највисоко на СДСМ и со дел од партнерите, но секој па мора и соодветно да се ја преземе и застапеност и одговорноста внатре во институциите. Секако дека не беше тоа доминантно, можеше да земат уште повеќе одговорност, можеше да земат и помалку одговорност. На крајот е важно кои личности како ќе бидат распоредени за да има ова заедничка влада успех, а и тоа не само во наши очи, туку во очи на сите граѓани. Може еден мал коментар? Прво, таа листа што излезе некој лошо ја пропишувал, значи не е таа точна. Второ, сакам да објаснам дека во преговорите ниту јас лично, ниту алтернатива нема никогаш уценувачки пристап. Значи, ние, знаејќи ја ситуацијата каква е, не сме настапиле со некои уцени и да бараме многу повеќе позиции. Вистината е тоа што првиот дел ни беше најбитен и најголем дел од разговорите поминавме на програмските определби. Вториот дел, одговорностите, разговаравме начелно затоа што за нас ова ново мнозинство ќе биде бродот во кој и ние ќе патуваме. Ние не сакавме да го разнишуваме или да предизвикаме потрес или земјотрес во зградата кај што ние ќе живееме. Така да сакам да знаете дека ова е најдоброто можно решение што мислиме дека и ќе стабилизира, ќе го стабилизира мнозинството и ќе произведе добри резултати за сите граѓани. Во никој случај нема никогаш од алтернатива да слушате уценувачки тонови при разговорите кога се работи за битни интереси на сите граѓани. Да, нормално е еден председател на партија да сака својата партија да има поголема видливост и поголеми одговорности, но тоа е се во рамките на нормалното и во рамките на вклопување на еден мозаик кој ќе биде функционален за сите граѓани. Благодарам. И попластично да кажам, 2-3 недели некаде разговараме. Знаете дека од среда, кога бевме овде во клубот на пратеници, рековме сега поминуваме на кадровските прашања. Значи 3 дена сме разговарале за институциите и кадровските прашања, некаде 1,5 до 2 недели сме разговарале за политиките, програмите, очекувањата, чекорите, перцепциите и слично. Повелете. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Неколку прашања кратки до премиерот Зоран Заев, но и до лидерот Гаши на алтернатива. Прво технички да расчистиме дали министрите на алтернатива ќе станат министри додека вие сте премиер, па потоа ќе се оди на нови преговори за влада, односно дали ќе имаме избор на министри многу брзо овие денови. Второ, ќе ве вратам кај ресорот здравство и министерот Филипче.
пошто и сега го пофаливте, дали ова значи дека тој ќе замине на некоја друга функција, дали го планирате за таму и дали евентуално заменичкото место во здравство ќе припадне на Исијановски, кој што гледам дека веќе се шпекулира во јавноста, директорот на Здравствен дом Скопје. А до господинот Гаши, вие ги добивате здравство и МЕПСО. Тоа се две клучни институции во справување со она што вие го велите, превземање на одговорност во најголемите кризи, пандемијата и енергетската криза. Нели го доживувате ова како префрлање на жешките костени во ваши раце и со тоа некаква амнестија на СДСМ и ДУИ од овие прашања? Јас прво да одговорам. Новите министри и новата влада нема да дојдат со мене како премиер. Новите министри и новата влада ќе дојдат со нов мандатор, односно иден премиер на владата на Република Северна Македонија. Делот на здравство, министерот Венко Филипче сега во иднина ќе стане подругар со мене отколку што бил. Ќе имаме повеќе време за да бидеме и другари. Затоа што кога работите, често тоа е службено и немате време повеќе да дружите. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што знаете дека можевте во пролета и летото да не фатат вашите објективи на моторите заедно. Тоа е и мој пријател, не е само мој соработник, секако е еден од поголемите потенцијали на ова наша земја. Како неврохирург верувам дека и така може да биде од корист за здравјето на граѓаните, но тој има одлични знаења кои што може да бидат употребени во периодот и на општествено ниво кој што предстои пред нас. Доколку новите кадри кои што доаѓаат и новиот премиер не смета на него, јас сметам на него. Во мојот приватен живот и секако во делот на споделување на мојот живот и моите планови со Венко Филипче. Во делот на тоа кој ќе биде заменик во здравство или слично, немаме одлучено прво, немаме одлучено кај кој ќе припадне здравство, а после тоа па и да одлучиме кој кадрски ќе го покрива, така да се што е излезено, веројатно нешто во јавност има, не сум прочитал, е само шпекулации, заради тоа што вистината е дека прво немаме одлучено, логично дека треба да помине во друга партија, не во алтернатива заменик за здравство, а во која друга партија ќе биде, сега го држи ДУИ, тоа е доктор Илир Хасани, исто така одличен човек и лекар, а и заменик министер, ама доправа ќе одлучуваме каде тоа ќе биде распределено. Благодарам на сите. Што се однесува до вашето прашање во однос на здравство и МЕПСО, значи ние не сме тука да амнестираме никого, само сме дојдени да преземеме одговорност, но и да покажеме дека имаме кадри кои се спремни да одговорат на предизвиците со кои се е справена државата. Дали би сакале ние да бидеме подобри од СДСМ и ДУИ? Да, секако. Тоа ќе би било голема чест за мене и за сите граѓани, ако успееме нашите кадри да бидат поуспешни од кадрите на другите партии. Тоа би ми било задоволство и чест и гордост, ако е тоа така. Впрочем, така јас ја гледам и политичката битка во државата. Ние треба да се надпреваруваме кој од кого е подобар, а не кој од кого е полош и по-нефункционален и неупотреблив. Ако политичката битка целосно ја префрлиме во овие полуги на надпревар на подобрите, ја мислам дека државата многу напред ќе ни оди и сите граѓани ќе придобијат од тоа. А ако се заглавиме во политичкиот дискурс и политичката култура да со погрдни зборови и навреди да си нафрламе едни на други, мислам дека тоа ќе ја влече надолу државата и сите граѓани. Значи, алтернатива е тука да донесе нов елемент, нова политичка култура, да ја крене таа и да се обиде да даде додадена вредност во општеството и во политиката. Колку ќе успееме, тоа е предизвик и за нас. Тоа го кажав и вчера пред моите сопартици, го кажувам денеска пред сите граѓани.
ова е голем предизвик и за нас. Ако успееме во оваа битка, ќе биде добро за сите, и за алтернатива, ама и за сите граѓани. Ако не, граѓаните ќе не оценат на следните избори и ќе го кажат својот збор. Впрочем, тој е граѓанинот е светоста во политиката. Пред него се поклонуваме на избори, треба они да одлучат за нас. Господин Заев, уште неколку прашања од мене им. Да, но ќе се спасите и од нас, верувам, за кратко и пресот трае затоа што и вашите одговори беа многу долго, да се разберем. Вака. Сакате кратки одговори? Да, би било супер. Господине Заев, би сакал еден поискрен одговор, затоа што сте, веројатно сега може да зборите и полесно, затоа што сте во заминување, ги поминавте буквално сите албански партии, со сите имавте соработка, па овој одговор е многу важен за албанскиот гласач, затоа што тој е збунет. Еве сега господинот Гаши го збуни уште повеќе, рече дека во локален аспект ќе продолжи да соработува со тие партии што соработува, што значи и со ВМРО, а во централната власт е во коалиција веќе со вас. Па искрен одговор од кои функционери од албанските политички партии сте онака задоволен. И имам и за господинот Гаши, ама би сакал прво да го слушам одговорот. Јас се сметам себе за добар и внимателен човек и ќе останам и добар и внимателен човек. Секако има и добри и лоши луѓе. Тоа што можем да го кажем за политичари од албанскиот политички блок, исто и едноветно можем да го кажем и за политичари од македонскиот, од турскиот, од ромскиот, од лачкиот политички блок или слично. Сум имал изворена соработка со многу луѓе од сите етнички заедници. Јас се радувам доминантно на успесите кои што сме ги правеле. До мене седи господинот Гаши, верувам во една искрена, убава и кон граѓани насочена соработка со мојот социјалдемократски сојуз на Македонија. Ние соработувавме 2,5 години, колку беше во претходната влада, директно како претседатели на политички партии. Лично јас и господинот Африм Гаси имаме меѓусебно големо почитување. Дај Боже, барем 60-70% да биде вака помеѓу нашите други членови на партиите кои што се вградени во извршната власт. Толку ќе кажем, повеќе нема да кажем, заради тоа што сакам да останам принципиелен. Fair enough. Затригваше. Господине Гаши, чудна ситуација, особено кај вас политички, албанските политики. Наутро сте со Мицкоски, навечер сте со Заев. Чудно, бидејќи на крајот заборавате на гласачите албанци. Вие можеби ќе ги добиете позициите, можеби ќе ги наполните џебовите, но на крајот последниот збор го има гласачот. И ако ќе бидете со полни џепови, и кога ќе дојде времето да гласа албанскиот гласач. Во тој поглед, првиот политички експонент кој излезе да го нарече предавни господин Катич од џепиот како гласаше за оваа влад, беше господинот Скандар Џепи, вториот после вас. Дали сега и тој е предавник, бидејќи вие го правите истиот чекор? Како прво, додека бев млад, сум бил основач на музичка група што се викаше Празни џепови во превод. И во тоа време во едно интервју со еден новинар што очекувате од музички аспект, реков дека не знам што, само знам дека името на групата нема да се смени. Така да ниту јас, ниту пак повисоките експоненти од мојата партија не сме во политика да ги наполниме џеповите и целосно се одважувам и се дистанцирам од еден ваков вокабулар. Јас сметам дека е многу штетно политичките експоненти да се сметат и перцептираат како поединци кои влегуваат во политиката да ги наполнат џеповите. И се додека вака се размислува во јавноста и во одредени случаи и аспекти со право е така, бидејќи неколку политичари даваат основа и причина од вака да се мисли, јас сметам дека сепак нештата ќе одат кон лошо. Тоа на што јас останувам лојален е дека моите начела на мојата партија и на нашите гласачи и албанци, но и гласачите други граѓани кои веруваат во принципите кои ние ги промовираме и представуваме во јавноста, е тоа што за мене е најважно токму тоа. Зошто денес сме денес, а
вчера бевме таму поради констелациите и во оваа земја. Во земјава имаме политики кои се организирани на етнички основ, позиција, опозиција, имаме динамични вакви процеси и за секој политичар е секогаш најважно да биде свесен според кои критериуми носи одлука. Јас со најголема одговорност ви велам дека како председател на Алтернатива и партијата Алтернатива секогаш кога сме коалицирале, кога сами сме учествувале на избори, целото ова наше политичко патување сме го освариле најпрви со наш фокус врз поширокиот интерес, не само на партијата. И во овој случај свесни сте дека за Алтернатива би било многу покомотно да остане во опозиција. И се разбира дека со тоа би избегнале секаква критика или обвинување. Но Африм Гаши не е обичен поединец во оваа земја, има политичка одговорност за сите граѓани, а и за регионот. И ние треба да се водиме, да тргнуваме од овие интереси. Не смеат лидерите на политичките партии во земјава, особено на поголемите политички, да действуваат само на врз основа на политичките интереси на партиите или ние треба да бидеме луѓе кои треба да сметаме и да ги земеме во предвид ваквите интереси на државата и доколку вака поставуваме ќе одиме во правец. Доколку постојано калкулираме за идните избори, јас сум свесен дека овој процес во кој сме влегле е опасен за нас, но јас сум убеден дека ова е за доброто на граѓаните. И доколку Алтернатива во следните избори не добие ниту еден пратеник, а државата добие датум за отворање на преговорите, би бил многу расуден. Ќе ја напуштам политиката со исправена глава, бидејќи сум служел на мојата земја и на нашите граѓани со добро. И сметам дека доколку не постапуваме врз основа на овие начали, нема да бидеме ниту успешни во политика, нема да имаме успешна политика, ниту пак ќе бидеме во служба на граѓаните. Сметам дека ви одговорив на сите прашања, дури можеби индиректни посредни прашања што имавте. Господи, дали сметате дека со вашето влегување во власт сте ја ослабнале албанската опозиција? Дали сметате дека со вашето влегување во власт опозицијата од албанскиот блок е ослабната? Уште еднаш ќе се вратам на одговорот кој што пред малку го дадов. За нас многу е важно да останеме лојални и верни на нашите гласачи и општиот интерес. Дали сме ослабнале опозицијата или пак самите нас, ова може да е прашање кое што треба сериозно да биде разгледано. Може би имаме и позитивен одговор за двете прашања. Но кој е интересот, кој би требало да биде интересот на Алтернатива на државата во конкретниот момент? Дали треба да размислуваме за почнување на преговорите со Европската Унија, ние како држава, или пак да останеме таму каде што беа прекршени неколку принципи и не беше постигната цел која што ние ја имавме утврдена. Доколку би се случило тоа што ние го баравме, да имаше нова власт, ново мнозинство, можеби би имале сосема поинаков тек, но тој правец, тоа димензија е веќе затворена, отворено е ново поглавје и вие во овој случај ние сме исправени пред предизвиците со овие кризи, значи политичка криза, здравствена, енергетска криза и историска можност да добиеме можност за преговори. И одговорен политичар и сериозно одговорна политичка партија треба да донесе исправни одлуки. Токму ова го направивме ние. Сега веќе што сте дел од власта, дали имате порака за албанскиот блок од опозицијата, Алијанса и БЕСА сега веќе, што имате да им кажете на нив? Ние со Алијансата на албанците сме поминале долг пат заедно, сме поминале две изборни кругови циклуси, имам посебна почит за сите експоненти и за сите гласачи од таа партија. И пожелувам секогаш таа енергија што е создадена меѓу нас да обстане. Избори може да има во било кој момент. Политичките моменти, мигови и контексти се менуваат.
процесите се динамични, не е во ред да нафрлуваме, да се обвинуваме меѓусебно. Во пресконференцијата што ја одржавме, изјавата што ја дадовме, рековме дека ние немаме ништо лошо и против Алијанса на албанците или пак било која друга политичка партија. Ние сме да им помогнеме, да им помогнеме на земите и ќе станеме во конкуренција со секоја политичка партија да станеме подобри од нив. Со тоа ги опфаќаме и ДУИ и СДСМ и ВМРО и искрено може да имаат високи амбиции, но јас имам такви амбиции. Сакам алтернатива да биде најдобра политичка партија. Прашање, премиере, рековте дека рековте дека дефинитивно се повлекувате, дуи кога го најавивте тоа пред една недела, побара од вас во неколку наврати да се премислите. Дали тоа значи дека е разговарано со дуи дека ќе прифатат нов мандатар од СДСМ после вас без избори? Благодарам. Дуи е вториот поголемина партнер во заедничката коалиција и нормално дека прете да разговараме со сите. Важно е тоа што тие го истакнаа да процесите важни за државата не бидат оставени на сред пат. И тоа е навистина така. Како што гледате целиот овој период, лично како човек направив исклучително според мене важни напори и чекори да во СДСМ навремено почнат постапки, се завршат постапки, се меѓусебно препознаат луѓето и на најдемократски начин изберат лидершип и раководство кое што ќе го следи континуитетот, но и ќе го држи единството на оваа голема партија. За мене најважно во државата, за да го крепи евроатлантскиот пат во моментот. Дај Боже да има повеќе такви партии во иднина. Од тој аспект, нормално дека и барањата за ова што е почнато со Бугарија, на фотофиниш сме и на крајот сме и не може вака да се остави и затоа реков тука сум, затоа што одговорноста е присутна, јасно е тврдена целта кога тоа може да се заврши, кога воопшто истекува надежта. Ако имаме димензиониран период пред нас, мислам на председавањето со Франција, изборите кои што следуваат на пролет во Франција и така натаму, така да мал е периодот да се најде на прозорец на решение помеѓу Северна Македонија и Бугарија. И секој пат тоа сум го гледал низ позитивната призма, затоа што воопшто и во политика, и во мојата партија, и во владата сум заради граѓаните и државата. И во едни такви околности, навистина ќе направам се, за да се изнајде ова решение со Бугарија. Ако не се најде сега, не верувам дека во 2022 ќе се најде. Од причини што Европа, Франција и други земји ќе бидат преокупирани со други работи. Лично мислам дека треба да им е јасно и на Бугарија и на Европа дека во најмала рака неизвестноста после мене е поприсутна, затоа што ме знаат каков сум, какви политики водам, кон што тежнеам и слично. И ова го кажувам најпозитивно, за да наистина се искористи овој период се изнајде решение во овој дел, но истовремено сум свесен дека големината на сите одлуки кои што сум ги донел се одлуки со кои што јас лично се гордеам и моите социјалдемократи се гордеат. Лично верувам дека нашиот народ знае дека тоа е патот и нема друг пат по кој што ние може да се интегрираме и во Европската унија и во НАТО, а да се интегрираме и дома. Но секако тие одлуки имаат и своја тежина, која што имаат и своја политичка рефлексија. Јас сум свесен за тоа и затоа и вака се однесувам одговорно до самиот ден, додека му служам на нашиот народ и на нашата земја. Така да, од тој аспект, секако со Дуи е разговарано, затоа сум овде. Ја те спомнувам 14 декември, 15 јануари, периоди кога може да се одржи General Affair Council, односно Советот за општи работи, и логично е дека кога правиме напори, се трудиме сите, алтернатива, ДУИ, СДСМ, НСДП, ЛДП, ДОМ, сите партии што сме во коалицијата, да испратиме пораката и дома, и кон Бугарија, и кон Европската унија. Еве го стабилно, да ја решаваме. Предизвиците да одиме напред. Нема јас лично да направам потек кој што ќе ги загрози ваквите можности за решавање на истите тие предизвици. Но образот и достоинството се важна работа. Објавувањето на двете оставки се реализира и ефектира. Јас веќе не сум председател на СДСМ повеќе од 2 седмици или 10 дена. И секако, ако тие што со нетрпение ме очекуваат да заминам и од премиерската функција, уште малку, не заради мене, заради државата и народот, во делот на
преговорите со Бугарија и можноста да се исчекори напред и конечно после 16,5 години да почнеме преговори, да имат трпение и да го дочекате тој период, а тоа се неделиво прашање. Благодарам.